Републиканскиот кандидат за председател на Соединетите држави Доналд Трамп повторно го пофали рускиот председател Владимир Путин, наведувајќи дека тој бил подобар лидер од американскиот председател Барак Обама. The man has very strong control over a country. Now it's a very different system and I don't happen to like the system, but certainly in that system he's been a leader far more than our president has been a leader. We have a divided country. Запрашан што би направил за намалување на тензиите во односите меѓу Москва и Вашингтон, доколку биде избран за председател, тој рече дека би имал многу добри односи со Путин и многу добри односи со Русија. Russia wants to defeat ISIS as badly as we do. If we had a relationship with Russia, wouldn't it be wonderful if we could work on it together and knock the hell out of ISIS? Трамп често пати е критикуван дека има пофалби за Путин и за други моќници во светот, но тој не го признава тоа, наведувајќи дека бил среќен за комплиментот од Путин, кој една за Трамп изјави дека бил многу извореден. Ако Путин вели големи работи за мене, јас ке кажувам големи работи за него, рече Трамп, кој сепак додаде дека комплиментите од Путин нема да влијаат врз донесувањето одлуки кога ќе биде председател. Предходно Трамп предложи зголемени издвојувања за војската. Потребните пари според него би биле обезбедени преку кратење на трошоците за бирократијата. Во говорот во Филаделфија тој порача дека крајна цел му е копнена војска со 540.000 активни припадници. Аналитичарите сметаат дека на ваков начин Трамп сака да им се додвори на старешините на најмоќната војска во светот и да ги увери скептиците дека тој е подобен да биде врховен командант. Тој додаде дека ако стане председател ќе им даде на војните старешини 30 дена да утврдат план за победа врз милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак. Тој уште еднаш критикуваше Хилари Клинтон од Демократската партија, која му е ривал во трката за председател, за користењето на приватниот мејл за испраќање доверливи владини информации, додека таа беше државен секретар. Според Трамп, надворешната политика на Клинтон оставила пустош на Блискиот исток. Клинтон пак, која се појави на еден собир на воени старешини и ветерани, ги отврли критиките во врска со приватните мејлови. Таа исто така изјави дека ако биде избрана за председател, нема да испрати американски копнени сили во Ирак и Сирија. We are not putting ground troops into Iraq ever again, and we're not putting ground troops into Syria. We're going to defeat ISIS without committing American ground troops. So